Почитувани граѓани, почитувани медиуми, власта на Мицковски и ВМРО ОКГ под радарот и зад грбот на народот турка проекти за дата центри кои може директно да ги загрозат водата, струјата и македонското земјоделство. Се прават дилови за профити, додека се крие од јавноста какви обрски се превземаат и како овие проекти ќе влијаат врз природните, енергетските ресурси во државата и земјоделството. Овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе има поголем увоз од странство. А сите знаеме кој профитира од зголемениот увоз на струја. На директниот напад од Социјалдемократскиот сојуз ВМРО ДПМН со следнава реакција. Венко Филипче и неговото СДС, координирано од Зоран Заев и во врска со идејата за дата центри или центри за податоци во Македонија, покажуваат дека воопшто не мислат за државата, незиниот развој што носи придобивки и за граѓаните. Филипче повторно излезе јавно со низа на критики и сомнежи во врска со евентуална изградба на дата центри во Македонија. Едноставно кажано, Филипче и за оваа тема почна да шири невистини, паника или хистерија во јавноста. Наводно, дата центрите биле закана за водните ресурси во државата, дека ќе има енормна потрошувачка на струја, како да не слушнал за обновливи извори на струја и слично. Ставот на премиерот Христијан Мицкоски за изградбата на дата центрите е категоричен. Овој процес е неповратен. Ова е процесот како кога зборуваа дека 5G мрежата зрачи и предизвикува канцерогени заболувања, денеска сите ние користиме паметни телефони. Без паметни телефони немаме комуникација во светот. Не постои друг начин. Светот овој процес ќе го развива. Дали ние ќе го препознаеме, ќе се качиме на бродот и ќе ја развиеме Македонија во богата европска држава, бидејќи ова е моментот кога треба да се почне. Ова е новата нафта, ќе повторам. Замислете зарем би биле Обединетите арапски емирати или Катар, кои се воодушевуваме сега на Дубај, Абу Даби, Доха и така натаму, без нафтата, тоа што се. Полемика на темата дата центри стана актуелно од завчера, кога на седница на Советот на општина Пехчево, мнозинството на ВМРО ДПМН ја симна точката од дневен ред, а Мицкоски дообјасни. Тоа е приватна иницијатива и тоа е предлог на нацрт урбанистички план. Ке повторам, тука нема ништо државата. Кога државата ќе прави или кога државата ќе фасилитира или ќе превземе институционален ризик за изградба на таков објект, јавно, транспарентно ќе дојдеме овдека и преговараме, јавно ви кажувам, со најмалку 5-6 потенцијални инвеститори. Меѓу нив е и голема мултинационална компанија. И нема да отстапиме од тој чекор, ни милиметар.